Гледам на Facebook една другарка шернала некакво истражување од Business Insider на Off.net за тоа што е најкул кај младите во светот. И бидејќи младите во Македонија се исто така многу кул, ние се фативме за работа, ги протревме малку рацете и направивме исто такво истражување со 80 тинејџери низ цела Македонија. Да видиме какви одговори добивме. Истражувањето кое го спроведовме помеѓу 80 испитаници на возраст од 12 до 20 години од цела Македонија. Просечната возраст на тоа кога го добиле својот прв мобилен телефон е 11 години. Најчест модел на телефон е Samsung, сите модели на Galaxy. Неколку празни места па iPhone и HTC One. Но за разговори со него, најголемиот дел од тинејџерите одговорија со премногу. Додека на второ место се тинејџерите кои не обврнуваат внимание колку разговараат по телефонот. Што значи дека има стопен со раката. За разлика од сличните одговори за телефонот, на прашањето колку време во денот се пред екраните за гледање на телевизија или играње, добивме најразлични одговори. Двете крајности се дека воопшто не гледаат телевизија и не играат игри, а другата страна е многу, повеќе од што е доволна. Речиси изедначени се одговорите за тоа дали купувате преку интернет. 50% одговориле со не, 48% со да. Од апликациите, за разлика од нивните врсници во Америка, кои Фејсбукот го ставаат помеѓу последните места на листата, на македонските тинејџери оваа мрежа има на пиедесталот. На второ место е Инстаграм, а по него следат Твитер и Снепчат. Зошто ги сакаат овие апликации? Еве неколку образложенија. Дури 54 тинејџери одговорија дека немаат лажен Инстаграм или Фејсбук профил. На второ место од одговорите порано имав, но има и такви кои, како и американските тинејџери, не знаат што е зборот Финста. Освен на социјалните мрежи, тинејџерите на телевизија најчесто гледаат серија, филм или пак спортски надпревари. Сите испитаници одговорија дека видеа гледаат од YouTube, а воопшто не ги користат Vine и Vimeo. Интересно е што нашите тинејџери немаат омилена личност од Македонија кои ја пребаруваат на интернет, а со странските некако се поклопуваме. Тука се Ким Кардашијан, Мајли Сайрус и Лионел Меси.